Дали среќа или знаење е потребно за да се добие половина или повеќе од половина милион евра? Што беше според вас пресудно кај играчот од Прилеп да добие толкава добивка? Дали се бонусите кои што ги давате или пак среќата или како што кажав, знаењето да знаеш кој надпревар да го Ќе кажам дека да го напишеш? комбинација од сите фактори заедно. Не можеме да одвоиме ни еден фактор посебно. Среќата мора да те прати. Ако ги зборуваме оние етикети пола милион евра кои што ги освои играчот од Прилеп, беше буквално се. Значи беше дел знаење и беше дел огромна среќа. И нормално, она што го споменавте, бонусите кои што допринесоа да добивката се дуплира од она што он го имаше првично освоено на сите тие етикети кои што ја направија таа збирна добивка. Нормално поопасни, пак ќе кажам под наводници, се играчите кои што ги играат овие етикети, кои што, како што покажи примерот со играчот во Прилеп, после него имавме уште еден играч во Охрид кој што исто доби максимална добивка на еден етикет. Значи, малите суми се доминантни, играат играчите на мали суми и тука баш ја покажува потврдата на нашата политика за одговорно обложување, односно дека играчите играат едноставно од забав. Ги прават тие етикети едноставно да им биде поинтересно да го пратат надпреварот, дали сами, дали во друштво, едноставно и добивката како таква е нешто што ако дојде, ќе размислуваме за тоа потоа.